Во големите клубови после вакви дебакли управата, тренерот или некој трет едноставно си поднесуваат оставки. Во ГФК Осогово засега нема никаква информација за такво нешто. Напротив, се ангажираат старо нови фудбалери, се бараат други, како актуелното раководство што току да го презело клубот. Таквата стратегија со фудбалски потенцијал без иднина, освен мал број исклучоци, наместо да го воздигнува Осогово, го уназадува и го прави клуб со кој секој може да си поигра и да си замине. Фудбалските стручњаци никако не можат да објаснат зошто и по чија стручна проценка се ангажирани толкав број млади фудбалери, дури од Прилепско, кога такви по 2-3 има во секое село во општината и регионот. И што со нив ако се знае дека кој како ќе пролета ќе одлета? Тоа значи дека истите во Осогово ем учат фудбал, ем профитираат по некоја скромна, но вредна пара. Но незнанието е составен дел на животот и не е трагедија ако се признае. Дотолку повеќе што во спортот не е доволна само желбата и познавањето на интернетот за да се успее. А кога ќе се направат такви грешки и кога како последица ќе дојдат лошите резултати, оставките се неминовност, поединечни или колективно. При тоа и тие што издвојуваат за клубот и помалку и повеќе го финансираат, мора да се запрашаат зошто ги даваат парите, особено ако се на граѓаните. Оваа година само од општинската каса неофицијално се издвоени над 25.000 евра за финансирање на Осогово, плюс за одржување на стадионот, кои неофицијално пак биле преведени на сметката на клубот. Ако и од стопанството се соберени барем половина од овој износ, произлегува дека кочанскиот третолигаш потрошил над 2,5 милиони денари. При тоа ги нема посакуваните резултати, нема информации за откриен талент, нема публика на надпреварите. Затоа се поставува прашањето дали клубот постои само заради раководството. И конечно прашањето кој во Македонија прави екипа Легија на странци, во која најдобри се нашите Паунов, Коцевски и Манов, а ангажираните најчесто им носат вода на надпреварите.